Многу е згодна. Кој? Па, сега убавице малку позгодна е од тебе. А се вика Стефанова Неда. Леле, иста деда испачи. Колку личи. Леле, браво! Па види како излегува на сцена, реков ја генот на дедо го има. Аплауз за Неда! Мама ти го купи, леле, браво, мамо. Да, и јас. Не да ни полни 5 години, така точно пишува тука. Да, кажи ми во која градинка одиш? Опрчаген Пинокио. Во Пинокио одиш, а како ти се вика учителката? Не е важно, да е добро. Не е важно. Кажи ми, те учат неке стихотворни песнички? Не учат, ама по-често. А по-често те учат. Тоа е многу фино, така по-често кога ве учат. Да. А кажи ми, по-често која стихотворна песничка те научила? Како се вика? Песничката. Ке ни каже некоја мамо? Ке кажеш песни? Ајде, како се вика? Ајде, почни си ја ти. Ај, мамо, ти почни помош. Идем прекрасен сончев ден, за мојот најбахорен ден. На шопинг тргна мама и тато, да купат подароци за своето свато. Цел ден маркетите ги посетуваат. Купуваат, пазаруваат, навлекуваат, се соблекуваат. Ме дотеруваат, ме земаат нитка, тој ден ќе чувствувам голема зверка. Потоа се случи тоа што се случи. Настана седи на нешто не учи. Искрено да кажам, не знам што се десе, но ми мојата соба беше колна кеси. Влажни чекани, убави и тврди, едноставни и раскошни, чувствителни и тврди. Не можев да одберам која ке е моја, имаше различни по вид и по боја. И така ги запознав трите вида кеси. Сите беа убави вистински контеси. Кој однес на убава кеса? Хвастеса, кастеса или малата хвастеса. Тогаш новија зборови една друга кеша, што рече за себе, јас сум мис хвастеса. Се потреса, важно крена рака и на сите пристигнете се представи ваша. Само дедо нека одбере, дали тука ќе студира или не. Да. Леле, браво, значи, браво, браво, браво. Ајде сега ние да ја пееме една роденденска песна. На Неда може? Договорено? 3, 4. Happy birthday to you. Силно! Happy birthday to you. Силно! Happy birthday, dear Neda. Happy birthday to you. Кај нас повели Неда и сега викај ги другарчињата на торта и на журка, добро? Ајде, чао! Чао!